engine running. Liftoff. We have a liftoff. Контроверзен, ексцентричен и непредвидлив. На прв поглед со мисија да му помогне на човештвото, но честопати критикуван дека првично ги гледа сопствените бизнис интереси. Кој е Илон Маск? Милиардерот кој сака да го колонизира Марс и на која основа ги гради сопствените ставови. Иако првата асоциација за него се технолошките иновации и достигнувања, сателити, ракети и вештачка интелигенција, честопати си дозволува да трча на туѓ терен, внатрешната и надворешната политика на САД, но и конфликти кои се во фокусот на светската јавност. Во војната во Украина, сателитот Starlink на неговата компанија SpaceX го користат и руската и украинската армија. За прашањето поврзано со војната во Газа, Маск застана во поддршка на Израел. Беше меѓу оние кои му аплаудираа на говорот на Нетањаху во Американскиот сенат. Заедно со Нетањаху ги посети израелските населби во Кфар Аза во појасот Газа, вети борба против антисемитизмот и говорот на омраза на социјалните мрежи. The outside audits that we've had done, at least the ones that we've had done, show that there was the least amount of anti-Semitism on X. If you look at all the other social items, like, it's never going to be zero if you've got 600 million people on a platform. Expecting it to be anything to be zero is extremely unlikely because you've got 600 million people on a platform. Но сепак тој е истиот Илон Маск кој во ноември 2023 година поддржа твит кој имаше антисемитска содржина, па потоа се извинуваше. Во 2022 го купи Твитер за 44 милиарди американски долари. Го ребрендира во X и вети борба против ботови и тролови. So I'm definitely on the warpath. So if somebody's operating a bot and troll army, then I'm definitely their enemy. Just to be clear. Но следуваше кратење на бројот на вработени што предизвика голем револт. Поранешни директори пак тужија за неисплатени отпремнини. Набрзо на X беше вратен налогот на Доналд Трамп. 2 години потоа со милионски износ Маск ја помогна неговата кампања за американски претседател и ќе стане прв човек на одделот за владина ефикасност. Овој оддел според Трамп има задача да ја намали бирократијата, регулативите и трошоците. SpaceX, првата приватна компанија која лансираше сателит во Вселената и ракета која се врати на Земјата. Тесла, компанија главно позната по производство на електрични автомобили, Solar City за соларна енергија и OpenAI, со која се испроба во вештачката интелигенција. Сите тие со целосен или делумен сопственички удел се врзуваат со Маск. На Тесла деновива и порасна вредноста на акциите и така Маск уште повеќе го зголеми своето богатство, но беше под истрага за функционалноста на копилотот, односно за тоа дали корисниците на овие автомобили били информирани за ограничувањата на оваа технологија. Наводно бизнис приказната на Маск започнува во далечната 1995 година, кога со позајмени 28.000 американски долари од татко му се неговиот брат го започнуваат интернет градскиот водич Zip2. Сепак помалку е познато дека добиваат финансиска помош од канадски инвеститори, која била клучна за покренување на Zip2. Овој водич 4 години подоцна го продава за фантастични 340 милиони долари на Компак. 3 години подоцна Маск милионите ги претвора во милиарди. Го основа X.com, од кој подоцна со спојување со уште една компанија настанува познатиот PayPal, кој подоцна е купен од eBay за 1,5 милиарди долари. Но сепак и тука Маск има помош од фирми со ризичен капитал и директори од Силиконската долина. Останува да видиме дали ќе се исполнат прогнозите на противниците дека релациите со Трамп и Нетањаху на компаниите на најбогатиот човек на светот ќе им овозможат дополнителен пробив и финансиска добивка на американскиот и израелскиот пазар.